Секој родител треба да посвети големо внимание на растот на своето дете. Треба да се бара од матичниот лекар редовно да ја проверуваат висината кај децата и резултатите да ги внесува во крива на раст да процени дали има отстапување од она што е очекувано за нивната возраст. Загриженоста за висината обично доаѓа кога децата се во понапредна возраст, најчесто во повисоките оделенија во основното образование. Растот кај сите новородени, сите деца вообичаено е нормален, меѓутоа тој може да биде и успорен или пореметен. Овие состојби, значи посебно кај пореметените, може да бидат од родени аномалии, може да бидат од хормонални пореметувања, дали во рана возраст или во подосна, и од некои други причини кои што така се непознати. Во Македонија во моментов има 100 до 100 деца со нарушување на растот, кои се лекуваат со хормон за раст, терапија која е целосно покриена од државата. На Светскиот ден за кревање на свесноста за растот кај децата, кој се одбележува денеска, стручните лица велат дека овој проблем треба да се прати од најмала возраст, затоа што колку побрзо се открие нарушувањето на растот, толку резултатите ќе бидат подобри. Советувалиштето постнатално е најголемиот филтер во кој треба сите родители мораат да одат и треба да ги примаат сите совети, односно да се насочат во своите размислувања што може ако се примети нешто како на кој начин да реагираат. Откој ќе порасне детето, значи од прво оделение во кој се случуваат разни пореметувања, овие што ги спомнавме порано, тогаш значи училишниот доктор ги насочува дали до специјализираните установи, ако треба. Вообичаено значи тие се уште за среќа во промили. Значи од 1000 деца ќе биде многу мал број, да не речем може под 1 промил идат разни пореметувања од било кои се поврзани со растот. И на краја во специјализираните установи и кај нас меѓутоа повеќе на ова најголем процент барем досега се овие малорасчоси или хормоналните пореметувања. Светскиот ден за кревање на свесноста за растот годинава се одбележува под мотото децата имаат кратко време да растат, а цел живот да живеат со резултатите. А целта е да се крене самодовербата кај родителите и децата и да се укаже на важноста на физичката активност како предуслов за здрав раст и развој.